Проблемот со идентитетот и реваншот кон оној што се обидува да го проблематизира не е автохтон само кога е во прашање националниот, туку и личниот, овој пат на Јелена и на Ани. Иако е малку неверојатно кога ниту домакинката, ниту гостинката не се сеќаваат со кого всушност разговараат. Добро те најдов, Јована, Јелена, не сум те видела одамна. Мислам, едно време беше бум. Да. Леле, Вики ме мисли. Вики се ебрава нека се јави. Вики, чао, Вики. Вики, чао, да се јавим, да одиме Да. на кафе. Кофеинот влијае на будење на телото, но и на умот. Оние што имаат малку поголемо искуство и го изоделе тој трнлив пат, се нудат себе си како опција која евентуално би можела да помогне во совладување на постизборниот мамурлук, кој според нив ќе ги стаса сите оние кои нереално се надеваат дека ќе парадираат низ парламентарните коридори. Се обраќав на Илија Димовски, Иле се гледаме во собрание. За наредниот ден да напишам еден твит наместо пратеник, твитерџија станав. Но ми се оствари желбата после неколку месеци еден пратеник од СДСМ ме замоли да отидам во бифето, не смеам, не можам да излезам, гласаме, а требаше да се видиме. Така да и левица во парламент, ако не успеете да влезете како пратеници, ја ќе организирам во бифето, ќе седнеме 5, 6 до 10 души, ја частам кафе. Дали предвидувањата ќе се остварат, зависи од волјата на гласачите, но ако нив во бројки ги преточува и ги презентира мастермајндот на политичкиот пиар, тогаш се може да биде ставено под знак прашање. Оти не само што никогаш не успеал да даде точна прогноза, туку тоа се потешко му оди, дури и современската. Се потиме, жештините се големи, денеска се измерени 45, 44 и не знам 47 степени. Овие се степени од духа, мраливи се. 37. 45, бидејќи тоа е многу. Добро, пардон. Да. Кај малите нема пардон, дебатата е пожестока дури од онаа кај големите. Но на моменти станува комична кога по упорното инсистирање да се каже позадината на политичкиот ангажман, кој редовно се поврзува баш со некој од големите. Одговорот содржи јасна порака за тоа од каде доаѓа амбицијата на мажите за влез во политиката. Кој ме праќа, кажете ми? Кој ме праќа? Не кажете ми кој ме праќа. Тоа вие го мислите. Но оваа провокација не ви држи. Кој ве праќа, ве прашав, не ми одговоривте. Ме праќа Па ме жена. праќа некој. Но има и такви кои сметаат дека се во специјална мисија да ја спасат државата, но и покрај желбата да се представат како кротки и богобојазни, умеат да излезат од шините и да се прикажат во друга светлина. Солза, престанете да се бавите со другите, бавете се со својата беда. Не се замарате со интегри со Љупчо Ристовски. Да, со вашата беда. И на крајот, за политичкиот хомолог на Дуи во македонскиот блок, кој не вика зошто не, туку така треба. Ѓорги Иванов беше председател на државата. Тој не е македонец, ама е православен. Зоран Заев е македонец, како премиер беше, а не е православен. Талат Џафери не е православен и не е македонец. Значи имавме една поразителна ситуација, највисоките државни функции да не ги водат македонци и православни. Од тука сега ние ја промовираме оваа идеја, значи доколку ја добиеме довербата, мора највисоките 3 државни функции во државата да ги водат македонец и православен. Државата не ја водат ниту вери, ниту националности, туку луѓе. Најважно од се е тие да бидат добри. Само тоа ја прави вистинската разлика.